размисла околу овој проблем, кој што јасно покажува дека од страна на македонците постоеше убедување за заеднички живот. Од страна можеби и на оваа власт и на ВМРО-ДПМН дека постоеше желба, иако јас многу малку сум верувал дека до ова денеска нема да дојде, желба нормално да се живее, да се помагаат едни со други луѓето. 2000 година, Закон за високо образование. 6 пратеника на ВМРО-ДПМН ја напуштија партијата. Не говорам за тоа дали тие биле задоволни или незадоволни, можеби и од други прашања. Меѓутоа, тие ја напуштија партијата после тој закон. Не се мешам во тоа ваше право, меѓутоа правам една ретроспектива на тоа како се одвивале добрите односи во коалицијата. После кои прашања секој пат сме биле обвинувани од страна на СДСМ за предавство. Режимските новинари, бидејќи вас не можам и да не ве сметам за режим, вие сте 50 годишен режим, постојано ме малтретира околу тоа дали сум гласал или не за тој закон. Ме доведува во една состојба да се срамам што не сум зборувал против тој закон. Дома се потев, гледајќи ги седниците на парламентот, кога господјата, сегашен министер за надворешни работи и ред пратеници од тука ме прозива. Каде е Филип Петровски да каже зошто денеска неговата влада, неговата партија носи закон за високо образование, а тој 15 дена спиеше пред собрание, уверувајќи не дека тоа не треба така да биде. Ќе кажам една вистина, интимна вистина, затоа што мислам дека немам што да кријам пред никој. Не ми е битно. Бев замолен да не гласам за тој закон од проста причина, односно да не зборувам против тој закон, од проста причина што сакавме да им покажеме на тие што денеска пукаат врз нас, што силуваат македонци, не македонки, дека сакаме нормално да живееме, дека сакаме да имаме еден соживот кој што ќе трае неограничено. Јас жртвов дел од својот интегритет, од собствената гордост, луѓе ме цуеа по улици, за да покажеме дека сакаме нормално да живееме. Оти никој не би се продал на вас и нема право. – 2001 бунт. Војна, кој што рече господинот Црвенковски. Војна, меѓутоа ние предлагавме војна состојба. Не направивте малоумни. Не доведовте во една ситуација да не прогласите како единствени виновни. Господин Црвенковски нема право да го користи тој збор. Оти кога рековме војна состојба, за да ги решиме проблемите па да разговараме, ние бевме идиоти, лудаци. Како и да е, ово историјат мислам дека ќе повторам уште еднаш како ланец на случување, не смееме да го занемариме.